Здраво во Доли! Ајде да видиме што не очекува во втората половина на 2022. Да, полугодишни видеа, пораки за секој месец, од јули па до декември, значи до крајот на годината, за секој месец по некоја кратка, една-две пораки, кратка, но значајна. Значи, сакаме да знаеме што е она што ќе се случува во месецот, што е она што ќе остави впечаток, што е она што треба да го знаеме и чуеме. Ајде да видиме со ред. Одиме со јули. Да напоменам, знаете, вие сите пораки не може да ги почувствувате подеднакво исто сите вие и секоја порака да биде значајна за вас, затоа вие сте тука да си откриете што е за вас, што не е и да се фокусирате само на она што е за вас. Јули месец за вас Водолиите е месец каде што некој близнак или некој овен ќе игра голема улога и овој човек, оваа личност, верувам дека е овен или близнак или вага, или пак вие сте тоа, кон некого го прави тоа. Меѓутоа нешто се работело на нешто подолго време, се смислувало, се наоѓало начини како да се понуди нешто на овој човек или како овој човек смислувал начини, правил нешто до сега како да ви понуди нешто. Ова што ви го нуди е нешто што ви треба, буквално, значи може би емоции, може би работа, може би што и да е, ова е нешто што вам ви треба. Човеков може знаеше, може не знаеше, може би вие знаевте, може не знаевте, може ќе биде изненадување. Како и да е, ова е нешто што ви треба, што ви е многу потребно и конечно доаѓа. Ако е во љубовта, тоа ќе се работи за некој многу мудар, способен човек, моќен човек, алтруист, некој кој помага на другите, кој дели од своето да даде на другите, некој голем човек. Значи, што и да нуди, ова е нешто убаво што го носи. Одиме со август. Август месец пак. Или вие ќе фантазирате за некоја личност, или таа личност фантазира за вас. Ако е друг, тогаш нека ве помогне насокава дека се работи за шкорпија, риби или рак. Или пак тој таа фантазира како да најде начин да ви се извини за нешто. А ако не е извинување, тогаш е како да направи нешто убаво за вас. Многу мисли, крои планови, смислува нешто, како да донесе. Може би извинување, може би не сте сега во добри односи, сака да ви приде повторно, му не достигате и не достигате. Нема за сега пристап до вас или вие, зависи на која страна сте на ова, и се бараат начини како да се дојде до вас. Убави емоции гаи ова лично, значи ако се двумите да знаете дека убави се ова емоции. Ако е понуда за работа, свесни сте дека нема веднаш да може да ги соберете плодовите, да ги почувствувате бенефитите финансиски од нештово, ќе треба да почекате. Не знам што значи тоа, такво е, но ветува. Верувајте дека ветува, така да не се двоумете. Значи ако се двоумите во август месец, не двоумете се, она што доаѓа е добро да се прифати. Одиме со септември. Месец септември. Во месец септември нешто ќе заврши. Некоја работа која многу ве измачуваше. Ова навистина беше тешко. Вие носевте товар. Вие буквално носевте товар. Расправи, недоразбирања, кавги, може би со партнерот, може би со некој во вашиот живот кој е. Ова беше претешко и сега доаѓа крајот. Може би ова некоја енергија чудна, каде што вие досега бевте во оваа ситуација, не беше убаво, имаше расправи, имаше недоразбирања, тешка ситуација, товар носевте
И сега одеднаш во септември месец нешто ќе заврши и кога вие ќе го погледнете од озгора, од страна, вие кога ќе ја погледнете ова големата слика, кога ќе ја погледнете на нешто, ќе сватите дека вие многу сте успеале. Вие сте успеале во нешто во ова. Значи што и да беше, може би се измачивте, може би се боревте многу, но крајот ќе ви изненади колку вие нешто сте успеале. Да, од сите тешкоти вие ќе сватите дека сега нешто сте, дури и материјално, гледам дека и материјално нешто ќе добиете во ова. Ќе успеете нешто во ова. Не знам, некои близнаци цело време се појавуваат овде кај вас, во вашиве пораки, некои близнаци. Ајде да видиме сега октомври што носи. Октомври пак е интересен месец, каде што вие ќе видите, ако имате некој јарец во вашиот живот, е помлад, може би дете, може би брат, сестра, помлад некој од вас, тој јарец сега ќе се случи во неговиот живот нешто што ќе има импакт, се разбира и во вашиот, и овој јарец сега ќе донесе неверојатна среќа. Неверојатна среќа ќе донесе. Многу работи ќе промени. Може би доаѓа некој во вашиот живот, доаѓа нешто ново, нешто со една прекрасна енергија, на позитивна енергија. Се трансформираат работите од нешто токсично, нешто што не функционираше, нешто што ве оптеретуваше. Сега се трансформира. А може би дел од вас што вие што бевте на некакви диети, на некакви третмани за нешто, за убавина, во октомври месец ќе изгледате фантастично. Сега дори ќе видите, сега ќе ги видите плодовите на вашиот труд. Ќе изгледате неверојатно добро. Сите ќе го забележуваат тоа. Јас гледам дека има некој кој станал зависен од вас. Ако не ќе стане зависен од вас, вие едноставно не можат луѓето да се оттргнат од вас, од вашата позитивна енергија, од среќата што ја носите, од амбиентот што се ствара и што се случува во ваша близина. Луѓето нема да можат да се тргнат од вас. Убава енергија имате. Ова е лично во вас, лично на вас и со вас. Ако не ви кажав некој јарец, некој помлад во вашиот живот, се случува нешто со него, во него, на него, и тој ќе донесе многу, многу, многу радости во вашиот дом, во вашиот живот. Ноември месец, некој не дава онолку колку што треба или колку што досега давал. Зависи на која страна сте од приказната. Ако се луѓе во прашање, ако е работа, пак некоја работа на која толку многу се посветивте, толку многу вложувавте, сега веќе финансиски некако не ветува. Да, до сега беше одлична, стоеше супер, меѓутоа веќе не. За дел од вас, вие што сте помлади, родителите ваши, некако се случува нешто во нивниот живот и некако секој зазема свој правец и своја страна. Не знам дали ќе биде развод, не верувам, не го гледам тоа овде, меѓутоа гледам дека секој си тргнал некако на своја страна. Ова е само за некој пар во вашиот живот, не се работи за вас. Ова е за некои други, што ако ви значи поракава, нормално, ако нема смисла, нема, оставете, не обрнувате внимание. Но за сите други од вас ви кажувам дека нешто што досега ветуваше, многу даваше, беше убаво, сега веќе нема да биде такво и ќе мора вие да... Значи, вие не смеете да фантазирате, не смеете да се чувате во ситуација како порано било и да
бидете во заблуда дека уште е така, не треба да бидете малку сега да ги отворите очите, да видите дека не е ова повеќе нити корисно, нити убаво да се остане во тоа или да се остави во вашиот живот, затоа бидете малку, погледнете малку убаво на ситуацијата и ќе мора да носите одлуки. Зашто во декември месец е месец каде што да, ќе се носат одлуки, сакале ви или не, може би па и од другата страна ќе дојде одлука. И ова одлука ќе ве направи спокојни, колку и да не ви изгледа на почеток во ваша корист, ќе ве направи спокојни на крајот. Но ако е судска некоја одлука, судски некој процес, завршува во декември, доаѓа победа, доаѓа успех, ова ќе заврши со ваш успех, со ваша победа, конечно. Толку многу се намачивте во ова, толку многу нервози, солзи, и сега е време да си дадете оддишка, да уживате малку, да бидете спокојни, затоа што победата доаѓа. Успех, ако не е никако, ништо поврзано со спорови, со судски одлуки, тоаш доаѓа некаква одлука и таа одлука ќе ве направи вас многу посрекни и позадоволни. Едноставно вие ќе бидете победникот во нештото, што и да е тоа. Драги мои водолии, се надевам уживавте и до следната. Чао, чао!